На почетокот од емисијава, драги гледачи, дозволете да прочитам еден дел од книгава 20 години ракомет во Македонија, што деновиве излезе од печат. На 23 септември 1948 година на спортскиот подиум во Македонија започна скромно да чекори новата спортска игра ракометот. На градскиот стадион во Скопје, инструкторот на Физкултурниот сојуз на Македонија Никола Таневски и студентот на Државниот институт за физкултура Славко Матевски пред група спортисти од Спортското друштво Работнички ги демонстрираа елементите на ракометната игра. Значи, точно пред 20 години, еве ги повторно другарите Никола Таневски и Славко Матовски на овој ист терен кај што пред 20 години за прв пат ја демонстрираа новата игра за младинците во Скопје. Посетете се, другари, за овие значајни моменти од историјата на овој спорт во Републиката. Па тоа беше веќе многу време поминато, 20 години не е малку, нали, али ние кога почнеме со овој спорт, јас бев инструктор на Сојузот за спортови во Белград, кај што бев испратен од Атлетскиот сојуз на Македонија, но таму беше еден професор Јанко Кавчич, кој ни предаваше ракомет меѓу другите игри. Јас ракометот го совладав покрај тоа што сум играл фудбал порано, нели? И кога дојдов овдека почнав со ракомет да работам со овие младинци како што беа Геро, Војчо и други, нели? Али имаше голем одзив тоа кај младината. Формиравме екипа, Славко беше на ДИВ, беше член на државна репрезентација и кога дојде он, ние формиравме екипа и тука на игралиштето на ова и на оно доле, нели, кај Сасково игралиште, така се викаше тогаш. Првата екипа имаше фин успех. Доваѓава луѓе, не гледава, младенци, стари, нашата екипа прва, да ви кажам, во неја имаше, например, 20 тренери по фудбал, Гајда и Аджија. Онда Цефи, овој Тодоровски, исто така беше член на таа екипа, jer немавме ние чисти ракометари, тоа беше во сите спортови така, не беше само во овој нашиот ракометен. Тако беше почетокот. Во првата година, другата година требаше да одиме во Загреб на државно првенство. Не се одржа ми 49-та година, не се одржа првенство зарад тоа што ми одигравме две утакмици, ми бевме најака екипа овдека и најкомплетна. Отидовме во Загреб, првиот надпревар го изгубивме со 20:1, али другите два ги игравме нерешено. И тоа со реномирани противници. Едниот беше, ми се чини, од првак, не, трети или четврти во Хрватска и Железничар од Белград. Игравме ние со нив, тој втора екипа беше на Србија. Не беше лесно у почетокот, али покасно после Славко Матовски кога дојде од Белград, он дојде нашата екипа, почнавме стручно да работиме. Иначе онова ја што го таму предавав, тоа не беше толку квалитетно, jer ја таму на тој курс не сум можел ракометот целосно да сватам. Работев по некои таму книшки што ги имав и така, тоа беше еден почеток, али да кажем и тоа, тој ракомет од овој денешниот се разликува, заради тоа што беше голем ракомет, игравме по 11 души, само головите што беа помали, нели така? И тоа. Да ги чуеме и сеќавањата на Славко за овие први денови. Па, како што другот коле кажа, првата екипа тој ја формира, Работнички 49 година веќе по државното првенство, формира и друга своја младинска екипа. И истата година веќе одираме пријателски надпревар, прв пријателски надпревар во Скопје. Затоа имаме и документи, фотографии со Желеничар од Ниш, кога победиме со 8-6. Потоа веќе 50 година ние имавме Републичка лига и као прваци на Македонија, сашто првенство не заврши уште тогај, као прваци на Македонија бевме убедливо најдобри, се квалификувавме за Сојузната лига. Таа отпочна 50 година на есен и во првите 5 кола забележиме такви добри резултати да бевме на трето место моментално. Меѓутоа, по тоа имавме некоја, да кажам, вака една спортска криза, поради тоа што нашите спортисти, еден дел отидоа во фудбал, еден дел во кошарка, така да екипата ни се практично растори. А кога почнавте да го применувате малиот ракомет? Кога почнаа првите тренинзи, првите надпревари да се играат? Првиот надпревар, сашност, во мал ракомет, значи денешниот ракомет, го одигравме на 29 ноември 1952 година. Тоа се и први почетци на денешниот ракомет во Македонија. Се одигра турнир, ноемвриски турнир, во дворот на Партизан 1. Меѓу најзабележителните ракометари на Работнички од тој период секако беше Драган Геровски. Да споменам дека тој настапи за младинската, студентската и сениорската репрезентација на Југославија во голем ракомет. Какви беа вашите впечатоци од тој период? Кога за прв пат се јавивте меѓу ракометарите на Работнички и
Кога ја доживевте полната афирмација како ракометар? За прв пат голем ракомет почнавме да го играме 1948 година. Во сеќавање ќе ми остане настапот во Загреб на јуниорската репрезентација на Македонија, во тоа што по пат ги учевме правилата, Колку години имавте? па 16 години во тој период. И сите други беа мои врсници, не само јас. Во ВОЗ ги учевме правилата и кога настапивме во Загреб, па оставивме прилично добар печаток, макар да тоа не беше прв настап. После тоа продолживме поактивно да се бавиме со ракомет, оформивме и сениорска екипа, се такмичевме во сојузен ранг, каде што во почетокот за изненадување на сите постигнавме добри резултати. Меѓутоа, екипата бидејќи беше составена од фудбалери, кошаркаши, така да не издржа до крај и доживеа неуспех на крај. Да споменам и тоа да као афирмација моја беше и, односно признание за мојата игра беше и учеството во студентската репрезентација. Тоа не беше сушно студентска, него беше национална, него по тоа име, бидејќи игравме со Западна Германија, која беше во тоа време и светски првак. Според некои материјали, прелистувајќи ги материјалите за 20 години на ракометот во Македонија, сретнав дека на тој надпревар стиграле во најдобра форма, ве оценили како најдобар ракометар на надпреварот. Тоа е точно, ме оценија како најдобар и како резултат на това за следниот надпревар ме зема и во националната репрезентација на Југославија. Против кого игравте? Тоа игравме 67 година против 57. против Руманија, кој беше и последен надпревар на нашата национална репрезентација. Во голем ракомет. Голем ракомет. Потоа, ние бидејќи ракометот голем не се играше веќе, се преориентиравме на мал ракомет. Никола Матовски е 13 години член на екипата на Работнички, а Слободан Христовски повеќе години член на управата, а еве веќе 3 години председател на управниот одбор на ракометниот клуб Работнички. Во вашиот период, така би можел да речем, клубот го постигна и својот најголем успех. Ја доживеа и својата полна афирмација на југословенски и на меѓународен план. Да се подсетиме во овие јубилејни денови уште еднаш на овие резултати, на овие успеси. За овој долгогодишен период, во кој време јас членувам во екипата на ракометниот клуб Работнички, сме постигнале доста завидни резултати, погледнато од аспект на врвниот македонски спорт. Сметам дека најголеми успеси на клубот представува освоеното трето место во 1956 година во Сараево на државното првенство. Тоа беше финален турнир на државното првенство, на кој што првак беше Белградска Црвена звезда, второто место го освои Млада Босна Сараево. Ние бевме трети, а додека на четврто место се пласира екипата на Младост од Загреб. Покрај овој успех во деновите на славата, така да ги наречам, ракометниот клуб забележа видни резултати како во нашата конкуренција, како член на Сојузната лига, така и во меѓународна конкуренција. Како член на Сојузната лига два пати беше на пето место, понатаму освои седмо, осмо место, повеќе години се надпреваруваше во Сојузната лига, додека на меѓународен план, на меѓународниот турнир во Утрех, кој што беше организиран после земјотресот, тоа беше некаде на крајот на декември 1963 година, нашиот клуб во конкуренција на 65 меѓународни екипи го освои првото место, победувајќи во финалето, во финалето екипата на Спартак Прага Соколово. Знаеме дека чекословачка екипа, знаеме дека Чекословачка е земја на ракометот, моментален светски шампион. Да го дополнам Матовски и Никола со тоа што нашиот клуб во 61 година во финалето на Југокупот го освои второто место играјќи со Партизанот Беловар на негов терен, каде го загубивме надпреварот. Тоа сметам дека е еден од поголемите успеси на нашиот клуб. Исто така би напомнал дека од редовите на нашиот клуб во овој долг период сме дале неколку играчи за државната репрезентација, меѓу кои Матовски Славко, Матовски Никола, Томановиќ Теофил, Кратовалиев Миле, Милиновиќ Ацо и
Gerovski Dragan. Исто така би сакал да напомнам дека ракометниот клуб Работнички за сето ова свое постоење се стремал да го ова ракометна игра гаи во поголеми размери, вклучувајќи ги во своите редови младинците од школите, така да секој сме имале и ова квалитет и квантитет. Сме наидувале на полно разбирање кај друштвено-политичките организации со пружање на материјална помош, така да сме биле во состојба да се одазовеме на сите надпревари кои што нашиот клуб ги одржал во рамките на Сојузната лига и Македонската лига. Ете, накусо, драги гледачи, прошетавме низ историјата на ракометниот клуб на Работнички, низ минатите 20 години, деновиве јубилеј, па на крајот да чуеме што се предвидува на оваа значајна прослава. Макар да е 20 годишнина, ние прославуваме прилично скромно. На 26-ти ќе имаме средба во голем ракомет со спортска игра со која што сме започнале пред 20 години со екипата на некогашните наши ривали Желеничар од Ниш. 27-ми имаме... Каде ќе се одигра надпреварот? Надпреварот ќе се одигра на градскиот стадион и каниме нашите пријатели и некогашни членови да не посетат. Натаму на 27-ми имаме клубски турнир каде настапува сите екипи во мал ракомет, значи сегашен ракомет, најстара екипа, односно екипа составена од најстарата генерација, од средната генерација и најмладата. Потоа ќе играат женски екипи, јуниорски и така натака. И завршната прослава ќе ни биде на 28 овој месец со свечената седница, на која што со уводен реферат, значи пригоден реферат и еден мал прием за нашите членови, заслужени членови на клубот, ќе се доделат и спомен значки, така наречени, односно мали споменици, во знак на среќавање и на почит. Благодарам.